Фондацијата Метаморфозис смета дека е исклучително важно да се развиваат вештини кои што ќе ни овозможат на сите нас да живееме во овој нов свет кој што постојано се менува и постојано се надградува. Медиумската писменост ја сметаме како една збирна основни вештини и таа не опфаќа само однос на преку кој што граѓаните може да ја разберат и сватат и користат медиумската содржина од официјалните медиуми, току еден збир на вештини кои што исто така им овозможуваат да живеат дел од својот живот во дигиталниот свет и да ги искористат сите придобивки од овие нови технологии, но исто така да ги намалат оние ризици кои што, како и со било која друга околина, се појавуваат. Многу е важно да сватиме дека медиумската писменост не е само збир на технички знаења или вештини од типот на како да се користи дадена апликација или како да се чита вест, туку и дел од еден поширок контекст на сваќање и унапредување на човековите права, бидејќи медиумската писменост е дел од правото на слободно изразување и правото на примање и давање информации. Ако се свати од таа страна, тогаш е јасно зошто оваа година деновите на медиумска писменост се посветени на различностите, бидејќи во многу медиумски ситуации имаме појава на дискриминација, говор на омраза и тоа при тоа мислам и не само во оние што се традиционални или онлайн медиуми, професионални, туку и во ситуации кога граѓаните играат улога на медиуми, бидејќи со социјалните мрежи и со другите дигитални алатки, самите граѓани стануваат директни учесници, производители и ширители на медиумски содржини. Иако тоа не е законски дефинирано како така, но е многу важно да се свати дека секој од нас има огромна одговорност при користење на овие нови технологии, било како креатор, било како пренесувач на медиумски содржини, но и како конзумент, како некој кој што доколку не ги поседува и не ги надградува постојано вештините на медиумска писменост, во чија основа е критичкото мислење, би дозволиле да бидеме изманипулирани, да бидеме предмет на измами и политички и други злоупотреби на медиумскиот простор и човековите права. Ние во нашата земја имаме една ситуација која што е дел од прашањата со кои што се бават сите членки на мрежата на медиумска писменост, а тоа е дека и во образовниот систем, и во генерално во медиумскиот простор недостасуваат едукативни содржини со кои што граѓаните индивидуално би се опремиле за препознавање на манипулации, злоупотреби на медиумите и слично. И од друга страна, не може да очекуваме индивидуалните граѓани да ги имаат истите професионални знања како професионалните новинари, кои што во суштина на нивната работа е проценка на точност, проверка на факти и слично. И токму затоа во изминатите години Метаморфозис, како и низа други организации на светот, посветува многу внимание на развојот на областа на новинарство наречена проверка на факти, која што е практично активност која што секој новинар професионален ја врши и при изработката на своите содржини, но може да се врши и јавно, како што тоа го прави сервисот за проверка на факти Вистиномер, со јавно проверување на одредени изјави или содржини од медиумите, од социјалните медиуми, со цел на граѓаните и да им се пренесе вистината, но и да се покаже процесот на пребарување на информациите со цел да се дојде до она што е некоја објективна вистина. При тоа кога кажуваме вистина во контекст на медиумска писменост не мислиме на апсолутна вистина за универзумот или смислата на животот, туку конкретна вистина до која што може да се дојде со новинарски методи, слично како што научната вистина се базира на еден процес на емпириско, односно аналитичко работење.
Затоа и е многу важно да се развива медиумската писменост. Сега имаме поместување во насока на воведување на медиумска писменост во официјалниот образовен процес, но остануваат огромен дел на населението кои што ја немале таа привилегија, било професионално, било по некои околности во животот, да ги стекнат тие знаења. Плюс имаме ситуација во која што цело време треба да добиваме нови знаења, бидејќи цело време се развиваат нови технологии за кои што треба да научиме кои се и предностите и ризиците. Многу често гледаме дека децата и младите се многу понапред во техничкото знаење од родителите, но нив сепак им недостасуваат, например, оние општествени вештини за препознавање на манипулации кои што возрастните ги стекнале со искуство, а ги прават сам децата или младите ранливи на разни влијанија, било на лично, било на општествено ниво. Затоа е важно сите чинители во општеството системски да се посветат на оваа област и мислам дека мрежата за медиумска писменост е еден важен пример, мислам и на регионално ниво, за како и граѓански организации, медиуми, државни институции и приватни компании се придружуваат со еден заеднички напор да им овозможиме на нашите граѓани да бидат правилно информирани и да ги филтрираат дезинформациите.